Добар Крипто Геймиджи во уште едно од видеата од мини-серијалот за економија како оружје. Денеска ќе разговараме за Мали, Буркина Фасо и Нигер. Нормално, ова не е случајно. Ова се три нации кои што се, би рекол, ослободени пред само неколку години, целосно од нивната неоколонијална робија. И нормално денеска ќе разговараме како се тоа изгледа и зошто се во таква состојба каква што се. Значи, во овој мини серијал се обидуваме да објасниме како моментално западните колониализаторски и неоколониализаторски сили се обидуваат економијата да искористат како оружје со цел практично контрола на овие држави, нормално од аспект да биде контролирана и под нивна целосна власт без ниту еден испукан куршум. Така да тоа сакам да го покажеме како момент дека моментално многу вакви земји во светот се обидуваат на западот да ги представат како неуспешни, како пропаднати, како корумпирани и така натаму, а приказната суштина е многу поинаква и затоа сакаме тоа да го воочиме на македонците ширум светот. Ова е веќе четврто видео. Направивме до сега 3 видеа каде што ги обработивме Венецуела, Иран, Куба и овој пат ги работиме сахелските држави, односно ова е државите од сахелскиот регион. Со тоа што ова е само почеток на неделата, ова требаше да биде специјално неделно видео, не успеавме да го снимиме, затоа го добивате денеска во понеделник, а во текот на следната недела, како што гледате сами, ќе имаме неколку битни содржини. Вторник ќе направиме техничка и фундаментална анализа, целосно истражување на World Liberty Fi, коинот доста битен, знаете сами, затоа што е поврзан со фамилијата Трампови, значи е исклучително битен проект моментално од овој аспект. Во среда ќе имаме видео за self-custody и токенизација. За жал, буткампот на конференцијата беше откажан. Chain of Blocks, ние ќе учествуваме на конференцијата секако, но за жал буткампот беше откажан поради X причини, нема да навлегуваме во тоа. Како и да е, значи оваа материја ќе биде обработена на нашиот англиски канал Crypto Economics и би било интересно да ја погледнете. Во четврток очекувате крај на еднополарниот свет, односно ова е геополитика и крипто, каде што ќе се осврнеме на потенцијалниот почеток на нова, би рекол, втора, така речено, иранско-муриканска и израелска војна. Така да ова ќе биде лайвстрим во вечерните часови и имаме многу битни, исклучително битни информации од еден од нашите членови, кој што, како што веќе кажеме претходно, е исклучиво добро запознаен стручњак во нуклеарна физика и нормално ни даде соодветни истражувања за тоа што потенцијално се очекува и како ова може да ескалира ако има било каков тип на напад или, да речем, експлозија на нуклеарните капацитети и збогатениот ураниум во Иран. Тоа е за четврток. Сабота имаме Patreon Геймиджија лайвстрим кој што ќе биде достапен во недела за сите останати на YouTube. Така да станете дел од Patreon и се гледаме во сабота на овој лайвстрим каде што ги одговараме сите прашања на нашата заедница. И како што кажавме, нормално ако не сте, заследете го нашиот англиски канал, тоа е Crypto Economics, многу лесно може да го најдете, каде што ќе ја почнеме така речено целата оваа едукациона приказна од самиот почеток. Така да, доколку знаете англиски јазик, би препорачал да ја заследите нормално овој канал и оваа програма, затоа што ќе ја обработиме нормално со надградено знаење и со надградени би рекол истражни елементи, сите овие видеа кои што досега ги има направено од едукативен аспект. Сега, како што веќе кажавме, денеска зборуваме за сахелските земји. Тоа е практично овој централен дел на Западна Африка, што представува практично и ако не сажам сахелската пустина, каде што и се наоѓаат овие три земји, тоа се Мали, Буркина Фасо и Нигер. Ќе објасниме зашто е толку битни, но пред да почнеме сакам само да ви покажам дека овој регион историски, дури и северниот дел на Африка, односно арапските земји како Тунис, Мароко, Алжир, како и западниот дел од Африка биле под целосна контрола на Франција. Се извинувам. Северна афричка колонија на Алжир, Тунис и Мароко, така наречена Франција на нашиот канал. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што не зборуваме ние за, не знам, 5-10 години. Ние зборуваме за 150 години колонијално робство на овие држави. Каде што французите колеле, беселе, убивале, силувале, правеле апсолутно што сакаат. Со тоа што денес ова робство не е завршено, иако тоа се обидуваат така да ви го представат. Значи, Западот постојано се обидува да ви пласира некаква приказна дека наводно овие држави се слободни, само они не знаат како да изградат држава. Значи, они се слободни, само они не знаат што да прават со сопствената држава. Се разбираме?
да видиме дали е тоа навистина така. Односно, погледнете го. Можеме да видиме дека поголемиот дел од земјите во Западна Африка, или така наречена франкофонскиот дел на Африка, кој што поголемиот дел и до ден денеска еден од главните јазици име француски, за жал, можеме да видиме дека настанале колонии уште далечните 18 век, 1840 година и потоа до 1920 година, негде крајот на Првата светска војна, најголем дел од овие земји станале колонија на Франција. Со тоа што ние можеме да видиме дека они имале така речено присуство и многу порано пред овие држави да станат колонии, односно да бидат присилно колонизирани од страна на овие робовладетели. Со тоа што гледаме дека од 1840 па до 1920 и кога официјално ја добиле својата независност, а тоа е негде околу 1960 година, најголемиот дел од овие земји добиле независност, тоа е само на хартија. Што значи дека они официјално се признаени за земји кои што се независни, но нивната независност воопште не е целосна. Сега ќе објасниме и зошто. Начинот на кој што ова, според нашиот канал, Северна Афричка колонија, која што постојано зборуваме, така наречена Африка, а зошто Северна Афричка колонија? Затоа што голем дел од овие земји моментално, поради катастрофалните услови во кои што живее населението, се преселија во Франција. Како арапските земји, Тунис, Алжир, Мароко, кои што се нормално само едно море одделени од нивниот претходен робовладетел, така и овие земји го минат ова море и постојано ја населуваат Франција. Она што ние го зборуваме е жива вистина, иако ние го зборуваме како вратка за нивниот предлог за името кое што денеска го носи ова вукојебина од која што доаѓаме, така наречена Северџанистан. Ние зборуваме реално за тоа што голем дел од луѓето кои што живеат во Франција веќе не се французи, туку се државјани на овие земји од Западна Африка, туку се државјани на земјите од Северна Африка, кои што во ослободувањето, така наречено независноста, 1960 година, добиваат специјални права како колонии на Африка, да ако поради било која причина успеат и се најдат на територијата на Франција да почнат да живеат таму, имаат специјално право да станат нејзини државјани, што значи дека се случува обратен процес, каде што сега колониите доаѓаат во робовладетелската земја да живеат и ја преплавуваат. Тоа моментално се случува. Така да ова што ние го зборуваме дека Франција е северна колонија на Алжир, Тунис и Мароко е уствари жива вистина. Ако сте биле во Франција, како што сум бил јас, ќе го видите тоа со своји очи. Како и да е, се вратиме на денешната тема. Дефинитивно им е заслужено тоа што им се случува. Сега, како што спомнавме, начинот на кој што ова бивша робовладетелска држава ги контролира своите колонии е јасен за оние кои што разбираат економија и се одвива во неколку различни чекори. Првиот начин на кој што го прави тоа е преку монетарната хегемонија која што има над сите овие земји. Зборувам на цела Западна Африка. Со нивниот така наречен CFA франк. Значи, ова е посебна валута која што е направена исклучиво за бившите колонии на Франција. Дури така се нарекува. CFA стои за, сега пак ќе кажам, африкански француски колонии. Со тоа што они нивниот небитен јазик го изговараат поинаку. Јазик кој што никогаш не би се осмелил да го зборувам, нормално. Сега, што е одека битно? Тоа е првиот начин на кој што они имаат практично целосна контрола врз економијата на овие земји. Втората е со постојано воено присуство до 2022 година, за тоа ќе поразговараме малку подоцна, значи со воен притисок кога вие ги имате вашите бивши колонијалисти паркирани во вашата земја, нормално дека во било кое време истите може да се активираат и нормално да пак ќе напоменам, наведат власта на земјата во оној правец на кој што им е потребен на робовладетелите. Потоа нормално преку политичките кукли кои што се поставени во овие држави за наводно да изгледа дека има некаква независност, а уствари станува збор за луѓе кои што целосно соработуваат со режимот во Париз. И на крајот преку културна апроприација би рекол, а тоа е преку ограничување кои што се ставени на ова би рекол општество да едноставно мора да користи француски јазик, француска литература, француско образование, француски медиуми и на тој начин нормално се држат под француска контрола. Ќе ги обработиме сите овие 4 нормално целини за да видите како моментално тоа го прави
оваа робовладетелска неоколонијална империја Франција. До пред некое време заврши тоа. Првата работа која што спомнавме е така наречениот монетарен империализам. Зошто е толку битно? Има некои основни правила кои што од 1960 година наваму сите овие земји од Западна Африка мора да ги почитуваат, затоа што едноставно тоа е, би рекол, условите кои што ги имаат попишано во моментот кога добиваат независност. Значи за Франција да ги ослободи, барала од нив да подпишат соодветни правни документи со кои што они финансиски се обврзуваат да бидат зависни од Франција. А тоа е што? Прво, самиот фактор дека вашата валута, така наречена франк, односно CFA, тоа е франк на бившите колонии на Франција во Африка. Вас ве обврзува, затоа што истиот овој франк е директно контролиран од страна на Франција, истиот е со пег на еврото, како што денарот е моментално со пег на еврото, вие сте целосно зависни од судбината на еврото. Така. Сега не завршува овдека, дури би рекол ова е и позитивно, затоа што ваквиот пег, еврото како многу постабилна валута, дури би им дал и одредена финансиска стабилност, барем валутата да нема некоја голема инфлација. Но, во исто време, едно од барањата кои што ги има попишано сите овие држави со Северната Афричка колонија, така наречена Франција, е дека 50 до 65% од вкупната количина на странски валути во нивната резерва, зборуваме во нивните централни банки, мораат да бидат чувани во Француската централна банка, што е апсолутно надвор од памет за било која нормална и независна држава. Тоа значи дека најголем дел од нивните странски валути кои што ги користат за, прво, тоа се резерви на самиот народ. Тоа се резерви кои што народот ги има во однос на сето она што го произведува државата, која што го добива како, би рекол, GDP, бруто домашен производ. Замислете дека 50 до 65% од оваа количина на капитал мора да биде држана во Франција. Што значи дека Франција апсолутно го користи вашиот капитал како ликвидност за да може да функционира. Она може да прави што сака со овој капитал. И за стварите да бидат уште поужасни, во било која од централните банки на овие западни афрички бивши колонии, во нивните централни банки мора да има представник на француската влада со право на вето. Што значи дека било која одлука што ќе биде донесена во централните банки на било која од овие држави има директно вето од Франција доколку работи против интересите на оваа држава. Што викате, независни биле држави, И кога нешто ќе се случи со овие држави, Франција вели, не знам, вика, они имаат независност и не знаеме, вика, тоа сигурно нешто предизвикале, затоа имаат пропаднато, ние немаме ништо со тоа. Со тоа што само овие три држави од 2020 година наваму се целосно излезени од оваа зависност и веќе не ги почитуваат овие правила на кои што до сега нормално сите економии на западните држави во Африка мораат да ги почитуваат. Сега, ние зборуваме само за, пак ќе напоменам, ова е исклучиво првиот дел, односно како изгледа зависноста од валутата и нормално директната контрола на Франција на монетарната политика и централните банки на сите овие земји. Овдека можеме да видиме дека во овие држави од Западна Африка кои што ја користат CFA валутата, односно франкот, се централните држави како Чад, Централна Афричка република, Камерон, Габон и Конго, ова е дел од Конго, не е цел, Екваторијална Гвинеја исто така, а додека од западните се Нигер, Буркина Фасо, потоа ова е брегот на слоновата коска, истото овдека е Мали, кој што е нормално битен денеска, Сенегал и Того. Така да овие се земите од Западна Африка кои што моментално нормално ја користат оваа валута, што значи дека истите се под директна контрола, како што веќе спомнавме, БА, некој од нив, под директна контрола на Франција. Сега, како што кажеме, значи, ослободувањето на овие три земји е негде околу 2020 до 2022 година, за кој што ќе разговараме подоцна, кога ќе разговараме за воениот аспект на контрола врз овие држави. Но во исто време овдека мора да спомнеме уште една битна работа, дека во време трајањето на така речено нивното би рекол заедништво со целиот овој регион на западни афрички држави, кои што моментално се под контрола на Африка, е создадена оваа така наречена ЕКОВАС групација на земји кои што помеѓу себе имаат нормално економски и воени врски, со тоа што нормално воените врски се во така наречена заштита меѓусебна и одбрана
каде што да речем доколку има некаков тип на нестабилности, останатите членки праќаат своји пример дивизии, војници и така натаму за да помогнат во сузбивање на овие немири, но ќе погледнеме малку подоцна за тоа каков тип на интервенции до сега имало. Како и да е, значи во исто време да се потсетиме дека во моментот кога овие земји ја напуштија прво ЕКОВАС, значи ова е, пак ќе напоменам, уште една асоциација која што е директно под контрола на Франција, затоа што сите овие држави кои што ги гледате овдека, поголемиот дел од нив се, како што веќе видовме, под монетарна контрола на Франција. Дополнително истите користат валутата која што Франција ја принта, така речено, во нивно име, и како што видовме, има и ќе видиме понатаму во денешното видео, има најголем дел од овие држави, така наречено, влада која што е поставена директно со одобрение на Франција. Што значи дека сакале или не, сите овие членки, така речено, се директно зависни од Северноафричка колонија Франција. И погледнете сега овдека, значи уште еден доказ дека станува збор за репресија во моментот кога овие три земји одлучуваат да го напуштат ЕКОВАС и така речено да се тргнат од, би рекол, канџите на оваа колонијална сила. Значи ги имаме овие останати членки кои што ги гледате овдека, кои што практично ги опколува за тоа што на север ниту една од овие држави не излегува на море, на запад ниту една од овие држави не излегува на море поради северните соседи како Мароко, Алжир и Тунис. На запад имаме други држави, на југ имаме други држави, што значи дека овие држави за жал клучно за да има било каков тип на пристап до море, кој што најчесто е најдобар, би рекол, најдобра опција за глобална трговија. Значи, за жал, поради поврзаноста со Франција, останатите членки на ЕКОВАС одлучуваат да стават екстремно високи рестрикции и санкции врз овие три земји. Уште еднаш, јасен знак за било каков тип на обид за независност е веднаш економски задушен. Погледнете го ова. Првото што се случува веднаш после овие, би рекол, револуции во кои што се отстранува француската власт, односно поставените француски председатели и премиери, е соочена со целосно затварање на сите граници на останатите ЕКОВАС земји членки, што значи дека веднаш овие три земји се лишени од било каков пристап до трговија и нормално комуникација со земји кои што имаат пристап до море. No-fly zone. Било кој од овие земји не дозволува било каков тип на прелетување, што значи дека дури ако сакаат да има било каков тип на комерцијални и да речем трговски, иако да се потсетиме овие држави се екстремно сиромашни, не дека имаат, но доколку би имале шанса да имаат било каков тип на транспорт или пак комерцијален транспорт на луѓе по воздух е директно забранет со тоа што овие држави забрануваат било каков прелет преку нивните територии. Дополнително имаме бан на индивидуи, сега овдека нема да налегуваме премногу, тоа е нормално кон лидерите на овие побуни за ослободување од Франција. Исто така, се што е од овие земји на било кој начин се наоѓа во некој од банките на земјите на ЕКОВАС и Франција е веднаш замрзнато, што значи дека на тој начин се обидуваат, ако земјата сама по себе, не зборувам сега јас за војните лидери кои што направиле оваа револуција, туку зборувам за институциите и банките на овие три земји, кои што поради било која причина имаат некој депозит надвор од нивните територии во некој од овие членки или во Франција е веднаш замрзнат. Значи дека овдека јасно можеме да видиме дека станува збор за репресија. Значи ова се санкции, ова е ембарго, ова е апсолутна репресија на земји кои што сакаат да се ослободат. Така да сакам да ви покажам дека во оваа ситуација јасно се гледа дека ова е притисок од Франција и од околните држави да се принудат овие држави да капитулираат. Дополнително, вели, никакво тргување, значи комерцијално и трговско ембарго помеѓу сите членки на ЕКОВАС и овие земји. Што значи дека се обидуваат да ги изгладнат. Така, ниту една земја не произведува се. Ако немате меѓусебна трговија, посебно со земјите кои што се ваши би рекол, нели, комши, така речено, нели, соседни земји, вие имате голем проблем. И нормално институционална и дипломатска санкционирање дека апсолутно се откажуваат сите дипломатски представништва на останатите ЕКОВАС земји членки со овие три земји. Значи, нема апсолутно никаква причина за ова, зошто? Затоа што ослободувањето на овие три земји никако не ги загрозува останатите земји. Значи, ослободувањето е лична одлука на овие три земји да ја отстранат моменталната власт
и да воспостават нова власт која што нема да соработува со Франција. Што значи дека единствената причина поради која што останатите земји членки би го направиле ова на овие три е токму тоа. Директна зависност на Франција и наредба дојдена од Франција. Дополнително, ако погледнеме во историјата како изгледаат досегашните акции на ЕКОВАС, ќе видиме дека во последните 3 декади најголем дел од овие акции е токму тоа. Било каков обид за превласт во некоја од овие земји, Либерија, Сиера Леоне, Гвинеа, брегот на Слоновата коска и така натаму, е буквално задушен од овие трупи. Што значи дека овдека ние немаме борба, барем во најголем дел од случаевите, ние немаме борба против некои, не знам, терористички фракции како Боко Харам, пример. Не, напротив, овдека имаме исклучиво имплементирање на овие трупи кога треба да се задуши некоја, да речем, обид за превласт кој што не е во согласно со она што го сака Франција. Така. Сега, вториот дел кој што го спомнавме е нормално како економски. Значи, првото зборувавме за монетарно, објаснивме како изгледа монетарниот дел од контролата на Франција. Сега ќе зборуваме како економски дел во однос на ресурсите бил искористуван од страна на Франција во овие три земји исклучиво. А потоа ќе навлеземе во воениот дел. Значи, од 1960 до 2023 година, тоа се 63 години во кои што Франција на еден или на друг начин активно ги експлоатирала ресурсите на овие земји, а во исто време ги држала екстремно сиромашни. Во превод, првата и најбитна, знаеме дека Франција е моментално велесила, значи Франција има највеќе нуклеарни централи по глава на жител. Значи дека ние имаме моментално во Франција најголема количина на нуклеарни централи според големината на државата и бројот на население. Зошто е тоа така? Затоа што го имале Нигер. Нигер важи за една од земјите во светот која што има најголеми наоѓалишта на ураниум. И вели, уште од самиот као независност 1960 година има поставено сега во сите овие држави, значи не само во Нигер, туку и во Мали, Буркина Фасо и останатите држави од ЕКОВАС Западна Африка. Условот за независност не само што има монетарна контрола над нивната монетарна политика и Централна банка, дополнително има уште еден дел кој што морале да го подпишат, а тоа е дека Франција има приоритет и било кој ресурс кој што го ископува, произведува продукт кој што го произведува оваа држава, мора прво да биде понуден на Африка, а ако Африка одбие, тек тогаш истите може да го продаваат на било кој друг. Значи, како изгледа неоколонијално робство. Во време 21 век во кој што овие гејропски држави постојано зборуваат за некаква си слобода и права, за некакви самоодлучување на народите. Какво е тоа самоодлучување во кое што Франција од ден денеска, конечно отстрането од 2023 година наваму, има приоритет во овие држави да мораат прво неизе да ја понудуваат, па потоа, доколку она одбие, да го продаваат овој продукт или ресурс на други држави. Од друга страна, вели, најголем дел од ураниумот кој што е копан во Нигер, а зборуваме огромни количини, погледнете, 130-140 илјади тони ураниум се ископани од оваа држава, тоа е огромно богатство. Во едно од претходните видеа покажавме дека Франција го купувала за некој 5 до 7% од неговата реална вредност на пазарот. Замислете, 5 до 7%. Франција тоа го користи за 20 до 30% од незината практично незината нуклеарна, да речем, мрежа е од овој прилив на ураниум и дополнително вели огромна количина од овој ураниум истата го користела да го продава како готов продукт на останатите земји членки на Гејропа. А вели во исто време 80% од населението во Нигер нема електрична енергија. Затоа што очигледно не има дозволено да имаат електрична енергија, затоа што е многу битно ураниумот доди во Франција, а не да се користи за домашни потреби. Овдека има многу такви примери, нема да навегуваме премногу, затоа што верувајте ми, ќе ни треба една недела да објасниме што се прави во овие држави за да се држат во ваква состојба. Но како и да е. Од друга страна, Мали и Буркина Фасо се едни од најбогатите земји кога станува збор за злато, а Мали и за памук. Сега, вели, овдека Франција одлучила дека нема да го искористи ова право на примат, така да Мали и Буркина Фасо во најголем дел своето злато го продаваат на држави како Австралија, Канада и Јужна Африка, кои што имаат своји рудници овде, но во исто време, вели,
со оглед на фактот дека 50 до 65% вкупната количина на резерви, како што веќе кажавме, на овие држави мора да бидат во француските банки, тоа значи дека било каков прилив, било каков профит кој што прават овие, да речем, две земји од нивните ресурси кои што ги поседуваат, че мора да биде чуван во француски банки кои што користат ова како депозит во сопствените банки за да може да работат со него. Што значи дека на крајот овие банки се принудени, се извинувам, овие држави се принудени ако им е потребно да имаат пари, да мораат да позајмуваат од француските банки, покрај тоа што имаат големи депозити кои што мораат според закон да ги чуваат таму. Неоколониализам, драги мои. Ете така изгледа неоколониализам. Сега доаѓаме до еден многу интересен дел кој што би рекол е причината поради која што се случи ова што случи во Африка. Да не беше украинската војна, ја верувам дека уште долги години ние немаше да видиме ваква независност, посебно на овие три земји, ја верувам наскоро и на останатите. Погледнете зошто. Еве како изгледаше состојбата на Северна Афричка колонија Франција пред почетокот на украинската војна. 2019 година можеме да видиме огромно присуство на француската војска. Според боите што ги гледат овде, може да видите дека апсолутно скоро сите земји во Африка имаат присуство на француска војска, а гледаме дека некои, посебно во овој дел, има и сериозно присуство заедно со бази како што се во Нигер, Буркина Фасо и Мали. Не случајно Франција има бази во Нигер, Буркина Фасо и Мали, кои што сега се слободни. А гледаме и останатите земји наоколу. Така. Сега нормално, мислеа дека се многу јаки. Односно, лидерот на ова колонија, Макарон, мислејќи дека може да се спротистави на земја како Русија, уште во 2022-2023 година почна активно да лобира и нормално да помага финансиски на Украина во војната против Русија. Со тоа што ова не е само финансиска помош, погледнете че од 2022 до 2026 година, 28 февруари, официјално, Франција има пратено дебели милиарди, како што може да видите и сами. Значи, вкупно 25,2 ова е во директна помош на Украина и како дел од помошта која што доаѓа од Европа, тоа се 19. Значи, вкупно има негде околу 45 милиарди долари пратено кон Украина. Мала грешка, значи ова е Германија, трета е Франција по количината која што е испратена од нејзина страна до практично Украина. Со тоа што можеме да видиме дека и Франција има пратено негде околу повеќе од 25 или 20 милиарди долари како помош на Украина. Но овдека не завршува помошта, ако се сеќавате, Франција беше главен предводник на идејата дека треба да се пратат трупи во Украина уште од 2024 година. Дополнително се потсетиме дека Франција е една од земјите кои што има испратено највеќе инструктори во Украина за да ги тренираат тамошните трупи против Русија. Нормално, не знам зашто мислеа дека ова нема да им се врати, односно главната причина поради која што видовме толку голем бран на ослободување на земји од ова француско робство беше токму ова. Значи како вратка можеме да видиме дека Русија, посебно Вагнер, целата дивизија на Вагнер беше испратена во Франција после успешната одбрана на Бахмут, тоест завземање на Бахмут, да ги ослободи овие земји од Франција, како вратка за помошта во Украина. Со тоа што можеме да видиме дека буквално 2022, 2023, 2023 тоа е, како што можеме да видиме, вратката за која што зборувавме, каде што голем дел од овие земји понатаму се ослободија целосно од военото присуство на Франција. Можеби не од економското, но дефинитивно од военото. Можеме да видиме дека во однос на воено присуство до крајот на 2023 година овие три земји биле целосно ослободени од воено присуство на Франција. Дополнително, до крајот на 2025 година можеме да видиме дека сите останати земји во кои што претходно видовме дека има големо француско присуство, посебно на делот на Западна Африка, погледнете. Чад целосно се ослободила француската војска во 2025 година. Потоа Сенегал 2025, брегот на Слоновата коска 2025, Централна Афричка република 2016, ова е малку порано. Единствена земја во која што во Западна Африка останува француска војска е Габон. Така да можеме да видиме дека најголем дел од овие држави во овој период за време на украинската војна се ослободуваат од француската воена окупација. Иако станува збор за мала количина на војска, тоа не го менува фактот дека станува збор за воена окупација.
И као што веќе спомнавме, ЕКОВАС, овие три земји испаднаа, овие останати земји и понатаму се дел од ЕКОВАС. Тоа веќе го спомнавме и го објаснив. А додека од друга страна, еве како изгледа мапата на руско присуство во 2019 година, каде што можеме да видиме дека само во овие 4 земји имало, би рекол, прво, големо присуство во оваа ситуација на увоз на оружје и во најголемиот дел можеме да видиме дека Русија скоро и да немала некоја посебна количина на присуство во однос на војска. За разлика од тоа, еве како изгледа денеска мапата, ова е најновата мапа која што успеавме да ја најдеме, каде што до 2020 година веќе најголем дел од овие држави во западниот дел има огромна количина на оружјето кое што го импортираат, кое што го везуваат од страна на Русија. За жал немаме малку понова мапа, но можеме да забележиме дека ако во 2020 година најголем дел од оружјето во овие земји, голем дел од оружјето во овие земји доаѓало од Русија, замислете како е сега после ослободувањето од француското присуство на војска. Така да може да замислите колку повеќе е ова сега. Така, значи како и да е, сакам да кажам дека јасно можеме да видиме како Русија го зголемува своето присуство во овие земји. Дополнително, еве како изгледаат датумите, односно кога има склучено договор за официјален трансфер на оружје од страна на Русија со овие земји. Погледнете, Чад 2021, но Нигер 2023, Буркина Фасо 2022, Того 2022, Мали 2020, потоа Гвинеја 2021. Значи дека во овој период кога почнала и кога траела така речено почетокот на украинската војна, најголем дел од овие земји склучиле договор за продажба, односно за увоз на оружје токму од Русија. Че ова не е случајно. Тоа значи дека Русија на некој начин враќа за ова што моментално го направи Франција во Украина. Дополнително, ова што гледате овдека е посета на високи представници на Министерството за одбрана на Русија од 2022 година наваму. Можеме да видиме дека најголем дел од западните и централните афрички држави кои што се под, би рекол, високо француско ниво на контрола, се посетени првенствено од овие високи представници, а второ можеме јасно да видиме дека голем дел од нив има и многу сериозна присуство на Вагнер силите. Вагнер силите во тоа време нормално беа дивизија на приватна компанија на платеници во Русија, која што потоа беше, како што кажавме, целосно распределена во Африка и сега се нарекува Афричка дивизија, не да Боже да ги слушне Ромел, како и да е, значи Афрички кор, така речено, со тоа што овој Афрички кор сега не е само од платеници како претходно, туку сега има и официјални државни практично трупи кои што се дел од овие мисии во сите овие земји, меѓу кои можеме јасно да видиме дека се Нигер, Мали и Буркина Фасо. Односно, русите буквално им вратија на французите за нивната услуга кон украинците. Дополнително, погледнете само колку голема количина на бази и друг тип на инфраструктура моментално има Вагнер или така наречените Афрички кор, значи ова е сега веќе практично истиот елемент. Погледнете го ова. Значи Мали и Буркина Фасо го има најголемиот дел од овие структури на Вагнер и на Афричкиот кор. Ова не е случајно и тоа можеме да видиме дека ова е доста нов податок од април 2025 година. Сега, дополнително, кога станува збор за економскиот дел, можеме да видиме дека од 2024 година најголемиот дел од афричките, тоест најголемиот партнер за увоз и извоз на сите афрички земји бил првенствено Европа. Погледнете како изгледа сега, посебно кога станува збор за овие три земји, каде што сега, за разлика од претходно, најголемиот извозник, тоест партнер за извоз на Мали е Јужна Африка, Швајцарија и Уганда, за разлика од најголемиот увозен партнер покрај Сенегал и брегот на Сеновата коска е и Кина. Буркина Фасо, извоз Швајцарија, увоз Кина. Нигер, извоз Кина и Франција, значи се уште имаме, како што може видите, сами влијание, но увоз Кина и Индија. Што значи дека се повеќе и повеќе овие држави се оддалечуваат од Европа, затоа што очигледно добро го добиле од Европа моментално и се повеќе и повеќе се осамостојуваат каде што наоѓаат нови интернационални партнери за трговија. И дополнително,
од каде доаѓа најголемиот проблем? Затоа што досега, оно што го видовме, е неуспешно, односно, видовме дека санкциите кои што се поставени од ЕКОВАС не функционираат, овие држави понатаму се самостојни. Видовме дека нивната директна контрола која што постоела, онаа монетарна политика, очигледно не ги задржала, гледаме дека моментално функционираат, вака или така, нивните економии функционираат. И уште една битна работа која што спомнавме, а не ја објаснивме, е практично овој дел ле франкофони, како и да се нарекува на нивниот небитен јазик. Значи, идејата дека, прво, се што би рекол, првенствено, од средно до високо образование, се одвива на француски јазик. Ова можам да ви го гарантирам, затоа што познавам луѓе од овој дел, и тоа посебно од арапските земји, кои што ми го потврдиле ова многу пати, и во Тунис, и во Алжир, и во Мароко, дека после средно образование, во најголем дел случаевите не постои дури ни литература на арапски јазик или во оваа ситуација на нивните локални јазици во Африка, и затоа се обврзани, односно немаат друг избор освен да користат француска литература. Овдека гледаме дека не е само тоа, вели. Сите документи, сите правни документи се е направено на француски јазик, тоа не е случајно. Тоа ги прави да бидат многу подостапни и блиски до, би рекол, француската економија, за разлика од се останато. Дополнително рековме медиуми, затоа што на крајот од денот и понатаму голем дел од медиумите во овие држави кои што се уште не се ослободени, се под контрола или на некој начин поврзани со Франција. Видовме случаи во овие земји, како Буркина Фасо, Мали и Нигер, каде што медиуми се банирани не заради тоа што се медиуми, туку заради тоа што нормално пласираат одредена пропаганда од страна на Франција. Исто како што можеше Гејропа да го банира Арти и Russia Today и останатите канали на Русија, така нормално може и овие држави да ги банираат француските канали кои што постојано шират одредена, нели, француска, би рекол, нели, пропаганда. Како и да е. Значи, ова е делот со културата, затоа што на крајот од денот они буквално ги прават овие држави зависни од француска култура, француски јазик, француски, би рекол, во оваа ситуација, книги, образование и така натаму. Значи, тоа е уште една спрега која што се наметнува, но најбитната моментално, затоа што ниту една од овие, би рекол, спреги не успеа, можеме да видиме дека најголемиот до сега адут на овие држави е токму воен. Односно, иако тоа не го прават преку војската на Франција, која што наводно била присутна во овие земји со цел да запре било каков тип на обид за превласт првенствено, нормално, но второ, да запре било каков тип на терористички напади, затоа што ова подрече важи за најактивното подрече на терористички напади во светот, посебно овие три земји. Сега, каде е овдека проблемот? Да се потсетиме прво дека овие мапи кога се цртани, кога ќе видите вака со прави линии, тоа ви кажува дека овие мапи се цртани од страна на колонијални сили. Зошто го зборувам ова? Затоа што на колонијалните сили не има битно дали оваа линија ќе подели едно племе од едната и од другата страна во две различни земји, дали оваа линија ќе подели народи кои што моментално не делат никаква култура, јазик и така натаму, што значи дека буквално кој се нашол во овие линии, се нашол. Тоа е тоа. И затоа, например, во конструкцијата на Мали, во северниот дел од Мали, имаме, би рекол, народи и племиња кои што говорат сосема други јазици, кои што се со сосема друго, би рекол, потекло, поголемиот дел од нив се арапски, додека за разлика од тоа во јужниот дел на Мали имаме сосема друг тип на народ со други јазици, обичаи, историја, што значи дека се принудени да живеат во една држава, иако тоа не би било нормално доколку они сами ги кројат овие, како што кажавме, граници. Така да поради оваа причина моментално се случуваат и ваквите судири помеѓу различни фракции, различни племиња, различни националности и така натаму. Сега, каде е овдека проблемот? Ова сценарио што ние моментално гледаме во Мали, само да потсетам, Мали моментално е по територија поголема од Франција, Германија и остатокот од Европа, овие мали држави заедно, е помала од територијата на Мали. Така да може да замислите за колку голема територија станува збор. Затоа е многу лесно на оваа територија која што многу тешко може да се контролира, да се случуваат ваков тип на распространети терористички напади. Ние видовме напади во Мали апсолутно на сите страни. Тоа не беше случајно, тоа е нешто што веќе сме го виделе. Каде го видовме? Го видовме во Сирија. Во Сирија ние видовме напад на режимот, како што они го нарекуваат, на Башар ал-Асад, од апсолутно сите страни. Каде што истиот колабираше буквално во неколку недели. Ако се сеќавате, имаме ситуација во која што силите на
нормално ISIS, значи тоа е фракција на ISIS која што ден денеска постои во Сирија, буквално за неколку недели успеа целосно да ја абсорбираат територијата на Тел. Односно, ако видиме како беше падот на Башар ал-Асад, со оваа мала, би рекол, површина, која што беше зафатена од, како што веќе кажавме, единиците на ИСИЛ, исто и ова овде, буквално за помалку од 2 или 3 недели ние имавме целосно превземање на територијата на Сирија од страна на овие единици. И да се подсетиме, истите беа екстремно добро наоружени, ова беше првата терористичка, би рекол, единица која што има артилерија, која што има свое воздухопловство, значи истата ситуација моментално се случува и овде, каде што овие единици се екстремно добро информирани, екстремно добро наоружани и очигледно ова не е прв пат да се случува ваков тип на, би рекол, коверт, односно акција од страна на Франција индиректно да предизвика пад на одредена земја, кога станува збор за овој дел, ќе го покажеме тоа малку подоцна со вести од минатото, со тоа што можеме да забележиме, во западниот дел на Африка, случајно, најголемиот дел од овие терористички акции се во Мали, Буркина Фасо и, да речем, границата на Нигер и Нигерија. Значи, најголемиот дел, пак ќе речем од западниот дел, паѓаат во Буркина Фасо и Мали. Случајно, само во овие земји кои што се ослободени од Франција, имаме најголем, би рекол, нели, капацитет, односно најголема бројка на терористички напади. И уште една битна работа, да се подсетиме на што го спомнавме поради поделбата на овие праволиниски граници. Еве го тоа што го зборувавме, значи имаме огромна количина на различни, би рекол, терористички организации кои што водат потекло од различни во оваа ситуација нормално населенија, вери, култури и така натаму, па затоа и овдека јасно можеме да видиме дека има многу различни, би рекол, терористички фракции кои што делуваат во целиот овој регион и кои што, пак ќе напоменам, се наоружени и финансирани од различни актери, најголемиот дел од нив знаеме кои се, но проблемот и понатаму останува дека се користат како инструмент за да се отстранат, би рекол, хунтите кои што се на власт во Мали, Нигер и Буркина Фасо, затоа што не одговара на Франција и да се искористат како пример дека, ете, гледате, сами не можете да обстанете. Значи, не успеа економскиот притисок, не успеа целата оваа, би рекол, сценарио на санкции од страна на останатите членки на ЕКОВАС, кои што требаше да ги изолираат овие земји, и на крајот повторно посегнуваат по инструмент кој што знаат дека успеал, затоа го спомнавме примерот со Сирија, се обидуваат да го направат истото сценарио и во овие земји, каде што моментално Русија е единствениот, би рекол, актер кој што навистина се обидува да им помогне на овие земји да останат независни. Јасно, не велам дека Русија е невина, Русија има своји цели кои што се обидува да ги исполни моментално во, би рекол, овој регион, но тоа не го менува фактот дека во оваа ситуација им помага на овие земји да останат независни. И уште една интересна работа што спомнавме, значи се мислете, ова се фракции кои што не војуваат само против властите во Мали, Нигер и Буркина Фасо, туку војуваат и помеѓу себе. И наеднаш, чудо над чудата, во мај 2026 година, две од овие фракции кои што се во војна помеѓу себе последниве 10 години, одлучуваат дека ќе направат алијанса против властите во Мали, во Бамако. Значи, па ќе кажам, случајно ова се случува. Значи, нема никаква врска тоа што некој во позадина очигледно го организира сето ова, но официјално ова е случајно се случува, каде што две групи кои што се спротивставени една на друга одлучуваат дека ќе се здружат за да ја соборат власта во Мали, а како што веќе кажав, значи самите членки на оваа алијанса, сахелските земји, кои што одлучија да се спојат на некој начин со меѓусебна поддршка за да обстанат, нормално не им останува ништо друго на овие три земји, Буркина Фасо, Мали и Нигер, јасно и недвосмислено зборуваат дека Франција е уствари државата која што е, како што гледаме, државен спонзор на тероризам, кога станува збор за овие фракции кои што се обидуваат да донесат нестабилност во АЕС, што уствари представува овој сојуз на државите на сахелскиот дел од Африка. И во минатото, еве чисто да покажеме, значи Политико 2022 година вели Мали јавно ја обвинува Франција за вооружување на џихадистите. Тоа што го зборуваме денес, 4 години подоцна, не е прв пат. Веќе се случувало и во минатото. И во порани ситуации, како на пример во 2013 година,
е исто така јасно и недвосмислено потврдено дека Франција е таа која што постојано ги финансира како финансиски, така и со оружје сепаратистите во Мали со цел да ја дестабилизира оваа земја. Ова не е ништо ново. И како и секој што самиот крај, доколку ви се допаѓа ова што го работиме за вас, пак ќе кажем на македонски јазик, директно до вас доставено и обработено, би ви препорачале да не поддржите со станување член на нашата Patreon заедница, каде што имате соодветни привилегии како дел од истата, а дополнително со оваа мала финансиска членарина ни помагате да останеме независни и да продолжиме да работиме директно за македонците на македонски јазик. Дополнително, како дел од нашата Patreon заедница, имате пристап до сите наши чатови, каде што може со останатите членови на нашата заедница да нормално разговарате, споделувате своји информации, споделувате своји анализи, а ние сме овдека нормално да соработуваме заедно со вас. Директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, дополнително имате еднаш месечно посебен тип на лайвстрим кој што е исклучиво за нашата Patreon заедница, тоа ќе биде во текот на оваа недела во сабота, каде што ги одговараме сите прашања на членовите на нашата заедница и сите офлайн видеа како што е ова, кои што ги правиме така речено нели надвор од лайвстрим, ги објавуваме прво на нашата Patreon заедница, а потоа и на сите останати гледачи на нашиот канал. И дополнително, доколку сакате да го обновите вашето членство или реализирате вашето членство на годишно ниво, истото може да го направите со праќање на мејл на cryptogamidžija@gmail.com. Само кажете ни на која валута ви одговара во крипто и може да уплатите за годишно ниво со 30% попуст од она што би го платиле на Patreon. Дополнително на истиот овој мејл ние ќе ви испратиме линк до годишно членство на нашиот канал и нормално линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Се гледаме следното видео. Поздрав од топлата Малта и од Крипто Геймиджија. Од Велес до светот, Крипто Геймиджија, знаеш. Год се до него, заедно креваат бука. Во живо се брате, кај што знае забава да пука. На монитор, бројки, график, нерви. Од биткоин до трендови ги читаат први. Македонец за македонец, тоа е слоганот. Не продаваат магла, туку знаење за џабе. Кај што други се губат во шуми, во хаос. Тие ловат вести па прават баланси. Јасно, седна вест, две вести, трета веќе се менува. А тој што ги следи лесно логика си вденува. Крипто Геймиджија, со око за ризик и год се со него ни прошируваат видик. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, Геймиджијата не води по патот. Крипто Геймиджија, со год се дозори. Крипто Геймиджија, уча цела бригада да се бори. Макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна, хартиен 2 сирока. Принтерот пуштен на јако од Фед до селото Брисел, вести за злато. Од Блискиот исток до БРИКС и Мала Британија, геополитика ко мрежа од жици. Еден потек таму, а ефект тука у очи. И секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбејт, туку слика и длабочина. Не паѓат на фейк њуз, туку се следат сите страни. Ако имате против Геймиджијата, на темата ве кани. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со год се до последен стици факт. Геймиджијата не води по вистинскиот пат. До утрински часови не знаат за доста. Се рокаат теми за крипто и мокта. Од шема до шема, од график до график, се на македонски јазик. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со год се до последен стици факт. Геймиджијата не води по вистинскиот пат. Крипто светот врти, ама ние сме будни. Геймиджија тера, а фактите се судни. Хеј! Македонец за македонец,